ден, драги гледачи. Се враќаме вака насмеани после празник, па би рекол и плюс 2-3 кила, ама тоа си е редот, а денеска ќе збориме. Така, денес ќе зборуваме за тоа што веднаш по Велик ден, овој понеделник го одбележа протести и движења низ улиците на главниот град. А она што сакаме денес да проговориме со вас е што мислите вие? СОНК и владата дали се договорија? И според вас, кој следен ќе штрајкува? Интересно е дека денешниот ден го одбележа протест на СОНК против СОНК, бидејќи околу 300 членови на СОНК не се задоволни од најавата дека СОНК се договорил со владата за покачување на платите за 12%. Сега, во продолжение, секако на брзина Тео ќе ви информира и за анкетата, ќе треба да гласате, како и секогаш. Така, на нашата социјална мрежа на Инстаграм, ќе гласате дали 2% плюс беа клучни, СОНК да го прекине штрајкот. Две опции денеска, да или не, вие гласате на нашата социјална мрежа Инстаграм на црвена линија, нормално и Телма телевизија. А сега е време директно да го вклучиме и нашиот колега Сотир Трајков, кој што овој ден го помина пред седиштето на СОНК. Најнапред се случаја протести СОНК против СОНК, а во моментов додека и трае црвена линија, Советот на СОНК одлучува дали ќе се прифати понудата на владата покачување од 12%. Па каква е атмосферата сега таму, Сотир? Така е, Тина, ние се наоѓаме пред седиштето на СОНК во Маџир Мало, но за сега немаме информации дека започна седницата на Советот на СОНК од проста причина што СОНК е дел од Конфедерацијата на слободни синдикати и тие веројатно се таму да дадат поддршка на оние кои протестираат во центарот на градот. Како и да е, треба Советот на СОНК да се состане и да почне таа средба на која треба да се донесе одлука по вчерашните приближување на ставовите помеѓу СОНК и владата, кои резултира со понуда за зголемување на платите за 12% со ребалансот на буџетот, значи исплата во јули месец, а исто така и добивање на додатоци на плати и исплата на дневниците додека членството штрајкуваше. Во рамките на вчерашните преговори меѓу СОНК и владата исто се разговараше и за донесување нови колективни договори за вработените во основните, средните училишта и градинките и се очекува дека со тие колективни договори ќе се подобри статусот на приправниците ангажирани во градинките, но и ќе се исплаќаат патни трошоци за наставниците кои патуваат до своите работни места, а со новиот општ колективен договор кој ќе се подготви се очекува да се исплаќа и регресот за годишен одмор. Денеска министерката за труд и социјална политика всушност го повика членството на СОНК, она што вчера се приближени ставови така и да заврши денешниот ден со прекин на штрајкот, но тоа ќе биде неизвестно додека не ја чуеме одлуката на членството на СОНК, односно на 50 на 100 плюс 1 глас од членството на Советот кој треба да одлучи по тоа прашање. И министерот Јетон Шакири денеска се јави и кажа дека се уште нема методологија за надокнадување на ставата која е пропуштена, која е заклучно со денешниот ден, влезе во 10-тиот ден, односно веќе трета недела како СОНК штрајкува и настава нема во училиштата во најголемиот дел од нив, основни и средни, а децата во градинките само се прифаќаат. Да се вратиме на самиот почеток, судирот меѓу СОНК и СОНК беше затоа што тоа членство едноставно не прифаќа 12% зголемување на платата и бара штрајкот да продолжи. Од седиштето на СОНК излезе председателот Јаким Неделков и ги смири дека тие имаат дезинформации, дека е подпишана спогодба за тие 12% зголемување на плати. Председателот кажа дека всушност Советот на СОНК го има последниот глас и одлучува дали така ќе биде или не, дали ќе се прифати оваа понуда за 12% повисоки плати или не, а ние сме тука да останеме да видиме кој ќе биде исходот од седницата на Советот на СОНК, дали ќе се прифати она што е понудено од владата и
штрајкот ќе заврши или ќе продолжи. Тина? Сотир, благодарам многу што се вклучи во Црвена линија. Секако сега е време и да продолжиме со вас, драги наши. Вашата единствена задача е да го кажете вашиот став. Сметате ли дека СОНК и владата се договорија? И според вас, кој е се нареден да штрајкува? Ве очекуваме на 02 307 6677. Секако кога веќе зборуваме за тоа како можете да не добиете, Тео само ќе ве потсети што треба да направите за да ве вклучиме и на социјалните медиуми. Така, како што кажа Тина, покрај тоа што ве чекаме на телефонскиот број 02 307 6677 да ни кажете ваше мислење за нашата денешна тема, нормално нашата анкета. Ние исто така ве очекуваме на нашите социјални мрежи, на Црвена линија Facebook, Црвена линија Instagram и Црвена линија Twitter. Ве очекуваме со вашето мислење на главната тема, нормално нашето анкетно прашање, дали 2% плюс беа клучни СОНК да го прекине штрајкот. А сега имаме гледаш на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. Што сметате, се договорија ли? Кажете ви вака ќе кажувате од сега. СОНК, читај ВМРО ДПМНЕ. Не се мислам се договорија, меѓутоа денеска лепачите на плакати партијата ги ангажираше да протестираат пред СОНК. И мислам дека така треба да ги гледаме работите. Значи опозицијата денеска ќе го си штрајкуваше сама на себе. Да кои се наредни? Другите лепачи на плакати. Меѓутоа, кај ја гледам ја кривицата кај владата, што во 21 век се уште ја зголемува администрацијата. Пазете, мене некој ме уценува, утре не можам да извадам матичен извод, а можам да уплатам лото преку интернет, ме молам. Тука лежи проблемот. Што некој ги запослува тие таквите клати врата, за да утре и тие истите мене ќе му уценувале. А немаат, пазите, не знаат да извините ни за волу грз да боснат знаење. Меѓутоа, пошто се заслужни лепачи на плакати и присутни на митинзи, зимаа работни места. Еве како сега се случува. Од тие причини државата не смее да попушти, туку треба да програси рационализација на државната управа и на образованието. Знаете ли зашто? Затоа што премногу се како да ви кажам, шират оделенијата само за да се задоволи бројот на наставници што го има во државата. Од 20 се прават по 15 деца паралелки, само за да не се нема откази. Ако имате... Благодарам пред се што се вклучивте во Црвена линија. Го цениме секако вашето мислење. За останатите подсетуваме, продолжете да се јавувате и секако она што ќе го кажете, нека биде во рамките на пристоен одговор. Знаете, недозволено е спомнување на имиња и најмалку говор на омраза. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Црвена линија. Гледачка на телефон, сакам да објаснам малку околу штрајкот на вработените и ова што се случува со СОНК, односно со она што го ви интерпретирате како медиум. Така да ве слушнам. По стариот статут на СОНК бевме поделени на реони. Секоја работна единица представува еден глас. Значи 600 работни единици денеска гласа и се изјаснија дали се за или против штрајк. Од информациите од терен можам да ви кажам дека околу 80% од вработените, можеби и повеќе, се изјаснија против прекинување на штрајк. Вие како медиумите, вместо да ги застапувате двете страни подеднако, заземате само една страна. Односно го повторувате она што владата вчера го рече. Штрајкот е во прекин, децата од среда тргнуваат на училиште. Ние прашуваме дали се договорија воопшто, не рековме дека е прекина штрајк. И на нас вработените, затоа што штрајкот се уште е во тек и нема да се знае како ќе се заврши се додека не се донесе конечен договор помеѓу СОНК и владата, односно ние сите што гласавме, значи не се изнесат сите наши гласови. Затоа ќе ве молам, имајте по-фер однос кон нас вработените и кон родителите, затоа што они се во заблуда дека од среда, односно од утре наставата ќе почне, а се уште ништо не е завршено.
Благодарам што го споделивте вашиот став и може би на самиот почеток не почнавте да ја гледате Црвена линија, но Телма телевизија токму поради тоа во текот на целиот ден го има нашиот колега Сотир Трајков, кој што е пред седиштето на СОНК и она што очекуваме да видиме каква ќе биде разрешницата, односно што ќе излезе исход од заседавањето на Советот на СОНК. А темата на Црвена линија не велиме дека штрајкот е прекинат, туку ве прашуваме, сметате ли дека се договорија или не? И секако кој ве прашуваме ве ваши прогнози, што сметате кои следни ќе излезат на штрајк. Одиме со следен гледач. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. До телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова тема денес ќе поставите многу е дрлива и скаклива, али на некој начин синоќа, ако и пратевте и вие и на ваша телевизија и на други телевизии, кажат дека владата и СОНК се договориле за 12%, од кој тука е голем сведок директорот на Конфедерациите на Европа. Нека извинат овие денешни војници кои штрајкуваат пред СОНК. Да се знае дека тоа е договорено, не е договорено. Али некој, ако не му се свиѓа, она што иде Неделко го кажа, 5+1, ќе се гласа. Али на некому може да му се свиѓа, а за некој ќе му се свиѓа. Ако на мнозинство да му се свиѓа, нека не одат на работа, нека седат децата наши дома, нека седат снуците наши без градинка, нека не бидат загрижени. Тука е она суштината на проблемот, дека никој не го гледа, не гледа државата како диши. Државата диши на шкрги. Овие сите сега се дигнале, денес има други синдикати, утре трети синдикати. Ве молам, ова е срамота за ова што се работи од страна на врховистичките партии во Македонија. А не знаете кои се тие врховистички. Тоа е срамота. За оваа наша државичка ние треба да се градиме и да си работат сите негователки, сите професори и наставници. 90 секунди е време трењето на секој гледач кој што сака да го каже вашиот став. Внимавајте на тајмерот, а веднаш вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Добро. Се јавам од Битола. Вака, значи прашањето кој ќе штракува следен. Јас мислам, че ни треба цела Македонија. Мене ме засега нарочито, вие како телевизија мислам немате некои прилози донесено за децата со попречености, децата со посебни потреби, за инвалидите, за било кој да не бреѓа, мислам така сега. Так. Да, мислам луѓе со попречености. Ве молам, значи во иднина да обрните повеќе внимание, има веќе протести, има веќе штрајкови за покачување на посебниот додаток, туѓата нега, мобилност, со 5000 дете со посебни потреби не се гледа. А веќе по 26 години не се рачунат деца. Сите партиципација плаќаме. После 26 години ги рачунат веќе како да се новородени и веќе проблемот не постои. Ќе ве молам, вие како телевизија да обрнете внимание повеќе. Еве има и протести во петок, наредниот, не знам како, мора на тој начин да се штрајкува. Изгледа тоа е начинот во ова наша држава, Македонија, да се постигне нешто. Благодарам што се вклучите и секако ќе земеме в предвид вашата сугестија. А секако еве на таков начин може да не информирате и вие како гледачи и се разбира да како Црвена линија опфатиме и ваква тема во некое наредно издание. А во продолжение, секако кога станува збор за штрајкот и неможноста на учениците да ја следат наставата, еве што изјави за Телма утринава и председателот на Сојузот на средношколци Лука Павичевиќ. Па да слушаме. Двете страни се одговорни за тоа што се случува.
за сопирањето на наставниот процес поради остварување на едно друго уставно загарантирано право, тоа е од аспектот на синдикатот, меѓутоа од аспектот на владата имаме проблем со тоа што не беа обезбедени заменски наставници, не беше обезбедено брзо решавање на проблемот, односно санација, за да може да се продолжи наставниот процес непречено. Во оваа ситуација на преговори, па на давање дали 10, дали 18% и слично, учениците беа тие кои најмногу изгубија, бидејќи нив никој не ги прашуваше. Сметаме дека е вулгарно да се мешаме во финансиските прашања на нашите наставници и да кажуваме за платите, бидејќи тоа не е наша работа, не е наш интерес, не засега и нема што ние да се мешаме. Ова беше ставот утрината за Телма телевизија на Сојузот на средношколци, а веднаш преминуваме на вас, драги наши гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Да. Ало? Да, ве слушаме. Така, Да. Значи, прво треба партиите да се тргнат настрана од приказната на СОНК и на професорите. Тие си имат право да си штрајкуват и си штрајкуват. Насловот вие СОНК на владата се договори извичник за прашалник. Значи никој не го гледа прашалникот на крајот. Сменете го насловот. Ставете го обратно. Значи тие имат право да си штрајкуват и си штрајкуват. Не се договорија, не го преговараат. Како што ви објаснија претходно, значи има одлука од штрајкувачите. Тие одлучуваат дали ќе или нема да се прекини штрајкот. Значи медиумите не можам да разберам, не можам да сватам. Од вчера истата приказна. СОНК и владата се договорија, па не се договорија. Значи следи одлука. Сменете го насловот и вие Па ние ве прашуваме што сметате да се добива печаток по она што беше објавено дека се договорени, по случувањата денес се гледа дека не. Исто е цело време, значи од вчера е истата приказна. Тие не се договорија. Тие доставија понуда. Овие ја разгледуваат, значи не се договорија, се уште се разговара на таа тема, значи не е така. Ама прашалникот никој не го гледа. Вашето прашање да, интерпретација окей. Ама не се договорија. Значи има уште простор за разговор. Така. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. А сега е време да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, одлично ве слушаме. Бидејќи тука пишува СОНК и владата се договорија. Под знак прашање, што сметате вие? Да, за тоа сакав да се надоврзам, бидејќи тие разговарале, а уште не е конечно се договориле за штрајкот, дали тоа ќе престане или продолжуваме понатаму. Так, и советот ќе заседава се. Да, советот се заседава сега во 16 часот да почнал, Така, во моментот додека трае црвена. Имаше и протест пред синдикатот, па затоа уште не се договорија, па да видиме денеска што ќе прават, а тоа што губат учениците, стварно е претерано, бидејќи учениците губеле многу од наставата, и наставниците се свесни за тоа, само проблемот е во тоа што и тие со таа минимална, со таа платата што ја примат наставниците, стварно е, не знам што да ви кажам, како да се изразам. А плюс и тие негователките во градинките, тоа што земат, стварно се тие до минималната плата, а колку е работата и колку е тешко да се работи, тоа знае само тие што работа со децата, со овие. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Меѓу другото, црвена линија е токму и за тоа да ве слушнеме вас и еве вие да ги споделите вашите сознанија, ставови и мислења. А еве како се зборува на социјалните мрежи. Така, прво ќе прочитаме порака на црвена линија во пораки, што мислат, пример Драгче. Секој има право на штрајк, но во случајов нека штрекуваат по работното време. Децата многу губат за жал, а сега откога ја прочитавме оваа порака, малку се свртиме кон Твитер да видиме објави околу оваа тема. Прв, вака. Со дополнителна неделна
Со дополнителната недела од штрајкот, СОНГ успеа да ги изрекетира од влада уште 2% покачување. За вработен што зема 25.000, ова се уште 500 денари месечно. Во оваа недела, истиот вработен изгуби 1/4 од априлската плата, односно 6.250 денари, или точно 12,5 месеци од покачувањето. Идеме со уште една објава. Чекајте сега. СОНГ постигнал договор, ама деца во средна школа. А со вторник што стана? Да не се на продолжен викенд случајно? Срамота. Да видам вакво понашање во приватен сектор. А сега во продолжение имаме и гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Не треба се прекине со штрајк, ова влада ја научиме со ке биде, ке направиме, ке сториме, све тоа ке не го трга никако и си тераат по нивно и крај. Јас сум работен во Македонски шуми, 20 години нема плата качена. 20.000 имам бруто и храна и превоз и све кој ќе ги одвеш за 15.000 као коњи не тера да работиме, дрва да носиме, да изнесуваме. Тоа е ненормална работа е. Само ке биде, уште малце, ке биде и све на тоа си останува. Све ке, никако нешто да направат. А еве според вас кој следен ке штрајкува? Сите треба, цела Македонија. И наклучи, овие едента нема влада, да се направи нова влада и да тргне напред. Ова е више неиздржливо. Цените растат на све, ни плати качуваат, само ке биде. Ке биде, ке биде. Нафтата отиде 90 динара више. Срамо те още го правят. Срамо. Превозот скуп, храна скупа, све скупа. Ти треба, вие сте вработени за една геврече, може да поминеш? Не може. Треба да купиш нешто да јадеш. Или у шума овој што работи, може да сече дрва ли со еден гевре. Нема шанса. Так. Имате 14 секунди. Добро. Благодарам и вам што се јавивте во Црвена линија. Денес, во моментот додека трае Црвена линија, се случува и протестот на Конфедерација на слободни синдикати, па и да слушнеме што изјави во вестите во 15:30 нивниот председател, господинот Благоја Ралповски. Кои се барањата на синдикатот? Зошто се одлучивте на ваков чек? Значи, барањата се усогласување на платите во јавниот сектор согласно покачувањето на минималната плата. И тоа не е барање од сега, тоа е барање веќе 4-5 години, затоа што минималната плата се покачи веќе за 78%, направи голем притисок врз останатите плати и веќе доаѓа до огромно порамнување на платите во јавниот сектор. Тоа ви е главното барање, имавте и за промена на бодот? Промената на бодот, за жал, со оној срамен закон што се изгласа минатата недела во собранието, веќе нема ефект, затоа што со тој закон на оние што се во најмалата категорија или најниската категорија, Г категорија, што се најзасегнати со минималната плата, имаме од 2 до 5 до 10 бодови, така да бодот во овој момент не може да направи никаков исчекор во зголемувањето на минималната плата. Ние предупредивме на тоа и затоа почнуваме од собрание да изразиме и револ врз оние пратеници кои што го изгласаа овој срамен и потценувачки закон. Велите усогласување на останатите плати со зголемувањето на минималната. Што точно значи ова усогласување? Барате линеарно зголемување или процентуално? Процентуално зголемување од причина што треба да се задржи распонот на плати по вертикала. На начинот кој што е линеарното покачување не може да се задржи распонот на плати, туку едноставно само ќе се направи уште поголем хаос. Со линеарното покачување, затоа што ние земаме плата по закони, по бодови, ќе треба да се менуваат уште многу закони и систематизации, затоа тоа е еден долг и мачен процес, што мислам дека е само купување време, може да не пати септември, октомври, па и нова година. Колкав би бил тој процент на зголемување како на останатите? Тој е различен процент, заради тоа што платите во јавниот сектор треба процентуално да растат согласно новиот закон за минимална плата. Значи, платите не се покачени во јавниот сектор, кажавме, 5 години го бараме ова исто со протести низ цела држава.
платите се покачени само еднашка од 5%, немаме никакво друго покачување, за разлика од претходно, кога се усогласуваше минималната плата, имавме покачување на платите во јавниот сектор и така за таа разлика или распон на плати по вертикала се задржуваше. Сега е направен еден општ каос, каде што оние со средно образование или помошна технички персонал ќе земаат иста плата со високото образование. Така, тоа беше Благој Раповски, а сега мислам дека време да посветиме внимание на социјалните мрежи. Прво водиме со коментар на Facebook, а потоа со објави на Twitter од Николик Петар. Препоставам дека не сте членови на групата просветни работници, за да видите како врие, како во кошница. На поставеното прашање во групата дали сте за или против прекинување на штрајкот, просветните работници со име на училиштето и место локација со најголем број, да не речам повеќе од 90% се изјаснуваат дека се против прекинувањето на штрајкот. Ве молам, пренесете оваа информација. Така, сега идеме со две објави на Твитер. Владата и СОНГ постигнаа договор. 12% повисоки плати за наставниците. Штрекуваат цела недела за 20 литри зетин. Идеме со следна. СОНГ и владата се договориле за 12% зголемување на платите. Кладилница, ајде, кој е следен да штрекува? И сега, кога да не заборавиме, можете да гласате на нашата социјална мрежа на Инстаграм, дали 2% плюс беа клучни СОНГ да го прекине штрекот. И додека гласате со да и не на нашето анкетно прашање, веднаш вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Можете да почнете, тајмерот си работи. Дали се слуша? Што мислите вие, се договорија, не се договорија, како ќе биде? Јас само едно не можам да сватам, што е ова со овие штрајкови. Никој не сака да работи, и ќе биде штрајкуваме, што е работа? Несватливо ми е ова. Какви просветари, какви други, кој ќе штрајкува. Ма дајте вре луѓе, треба време да се работи. Без работа не го оправдувам овој штрајк, никако. Какви просветари, какви други глупости, кој друг ќе штрајкува? Зееме, сите да зееме да работиме, да има нешто да се работи. Нема без работа. Тоа е мојот став. Сметате дека треба да бидат задоволни со моменталните примери? Не се исклучи гледачот, благодарам и вам што се јавивте во црвена линија. Време е за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Па добро. Одлично, да ве слушнеме. Христос воскрес. Вистина воскресе. Е вака сега. Кога оваа влада, не дека е мразен, партиски не зборувам, се перчеше дека ја зголеми минималната плата, дали размислуваше со главата дека тоа ќе предизвикат полемики. Не може една наставничка на деца со хигиеничарката да зема иста плата. Или тогаш, за да помени денешниот премиер, тоа го правеше. Абе не така, треба сите да излеземе на улица и против ова. Па ако не можеш да држиш нешто, тоа што ветуваш. Не е логично за мене. Никако не е логично една наставничка да зема со хигиеничарката плата. И на СОНГ, ако го прекини овој штрајк, тоа е штета. Прво. Второ, зашто е штета? Некаде училиштата работат. Абе, треба да постои синдикат кој таквите треба да ги санкционира, да не кажам како и што. Така е во Запад, јас од Запад сум. И не може кој ќе се каже штрајк, тоа е закон. А не овде некои учат деца, некои не учат деца. Шо е ова? Немаме синдикат и немаме да имаме држава. Толку знам да кажам. До тука не дојде ова држава, оваа власт. Не дека преходната е палам, абе дај да најдеме порно. Благодарам и вам што го споделивте и го цениме вашето мислење и став. Одеме со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Во емисија сум, нели? Секако, повелете. Фала Богу се прекине штрајкот, јас што мислам дека требаше да се прекине веќе, зашто не се само они. Не ги укривам, значи не се само они, излагаат и други луѓе.
Кај ќе да државата толку пари, секој некој знам дека ќе ме обвинат, то се знае дека реплики ќе има, не ми е гајле, него ако толку стварно има државата пари, па нека излегува сите, нека штрекува. Али ова веќе не личи на ништо по мое. Кој ќе му текне штрајкува, кој ќе му текне штрајкува, а трпат последици луѓето што сидат од работа или ова она. Значи, стварно не знам ова, дури да не ти се верува што гледаш на телевизија. Кој ќе му текне штрајк? Кој ќе му текне штрајк? Па, не се само они за се толкава и плати, бе душове. Колку има и со пониски плати. Нека не ги туркат овие вакви биле, овие онакви биле ова влада. Па каква беше претходната? Не сум партиец. Сите се исти. И они ќе дојдат на власт. Не викам дека не. Следната нога више влезени се знае. Народот вака што прави. Ама бетер ќе биде. Кај ќе најдат пари? Тек тогаш да не ги бара овие што им даваат баре помалку колку лепче да јадат. Тие ништо нема да му дадат. Со гарантија ви каква му. Ама дојдено сега се тоа партиски, се тоа кој како ќе му текне така каже. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. На време за Твитер заедницата и ве како реагираше на најавениот договор дека е остварен помеѓу СОНГ и влада. Така, да видиме две објави од Твитер заедницата. Првиот е вака. СОНГ, бараме 18% покачување или нема настава. Влада, 10% да ви дадеме, не може повеќе. СОНГ, 18% или ништо друго. Влада, 12% последна понуда. СОНГ, договорено, 12%, се враќаме со настава. Идеме со следната објава. Од утре, ова само напоменам дека објава беше вчера, значи за денеска, од утре протести од 16 до 17 часот. Спремете нерви за закачено Скопје. А сега малку ќе ви ги одморим нервите, секако продолжуваме со реклами. Вие сте повторно со црвена линија. Ве прашувавме, еве што сметате кој следен ке штрајкува, она што е сигурно дека од утре шалтерите за издавање на изводи од матичната книга на родени, венчани и умрени ќе биде под клуч. Независниот синдикат најавува штрајк. Ете, утре не одете во матично, вработените ќе штрекуваат за повисоки плати. Она што бараат е да се зголемат примањата, односно платите на околу 500 вработени во управата за матични работи. Така. А сега вие како гласавте на нашата анкета? Така, сега е време да ги откриеме крајните резултати на нашата анкета на Инстаграм, црвена линија. Дали 2% плюс беа клучни СОНГ да го прекине штрајкот? Да, со 35%, не со 65%. А сега утре со вас имаме уште една тема со која што сакаме нормално да го чуеме вашиот став, мислење, да се вклучите секако во утрешното издание на Црвена линија. Во Битола беше отворен бугарски културен центар, а во Благоевград македонскиот културен центар е затворен. Ве прашуваме дали сметате дека провокацијата е пуштена на најако. Нормално не ја прашуваме само тоа и нашето анкетно прашање на Инстаграм црвена линија ќе биде: мора ли патот на Македонија кон ЕУ да води преку Бугарија? Да или не? Ве очекуваме да гласате утре. Секако информирајте се на telma.com.mk, ве препуштаме на програмата на Телма. Довидување. Чао, чао.